Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз едно ветува пред избори, друго работи кога е на власт. Социјалдемократскиот сојуз ги излажа земјоделците пред изборите, ветувајќи им 160 милиони евра за субвенции годишно, а сега со предлог буџетот за 2018 година се издвојуваат само 136 милиони, а тоа се цели 24 милиони евра помалку за земјоделците. Земјоделците се изманипулирани и излажани. Социјалдемократскиот сојуз си поигра со маката на земјоделците и им скрати цели 24 милиони евра, пари кои за нив се неопходни. Кога имаме кратење, наместо пораст, се поставуваат неколку прашања. Како ќе се исполнат ветувањата за нови мерки, меѓу кои толку многу промовираната мерка за зелена нафта, која патем речено ја нема? Како ќе се обезбедат дополнителни финансии за зголемување на земјоделските површини и основното стадо, како и зголемување за 20% над основните субвенции за регистрираните сточари? Од кои средства ќе се зголеми финансиската поддршка за земјоделците на возраст до 35 години? Од каде ќе се обезбеди финансиска поддршка за каматите за кредити подигнати од комерцијалните банки наменети за инвестиции од ИПАРД програмите? Со кои средства ќе се формира така наречениот интервентен фонд, а запишан во програмата на владата? И уште многу други ветувања за нови мерки, зголемени и дополнителни субвенции кои беа ветувани, кои се запишани во програмата на владата, но и многуте ветувања кои ги даваше Социјалдемократскиот сојуз по кампањите. Или сите тие беа само со една цел, предизборна манипулација со граѓаните, гласачи земјоделци. Социјалдемократскиот сојуз ги излажа земјоделците и им даде лажни и неостварливи ветувања, а со ваквиот буџет ќе се остварат најавите на премиерот дека поддршка ќе добиваат само оние земјоделци кои ќе остварат за 10% повисок принос во однос на претходната година и најголемиот дел од ситните и најранливи категории земјоделци нема да може да добиваат субвенции. Почитувани земјоделци, ваквиот буџет, како и со него комбинираната мерка за зголемување на акцизата на дизелот, со што истиот ќе поскапи за повеќе од 3,5 денари, ќе значи дека доаѓаат тешки денови за земјоделците. Земјоделците највеќе ќе го почувствуваат ваквиот неодговорен однос на владата. Ви благодарам.